Повеќе од 10 години. Толку долго Македонија го чека автопатот Кичево-Охрид. Проект кој требаше да биде символ на модерна инфраструктура, со години беше символ на застој, проблеми и разочарување. Но денес сликата полека почнува да се менува. Во последните 2 години на терен конечно се гледа вистинска работа. Механизација, нов асфалт, мостови, клучки, тунели и стотици работници на трасата. После долг период на стагнација, изградбата е значително забрзана. Во 2025 година беше пуштена во употреба делницата Врбјани до Ботун, долга околу 20 километри. Подоцна беше отворена и делницата Климештани до Охрид, со должина од околу 17 километри. Тоа значи дека граѓаните конечно почнаа реално да го користат дел од автопатот, кој со години беше само ветување. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека во помалку од година и пол биле пуштени околу 87 километри нови патишта низ државата, вклучувајќи ги и новите делници на автопатот Кичево-Охрид. На терен денес работат компании како Гранит, Синохидро и Илинден, а според јавното претпријатие за државни патишта, работите се одвиваат со засилено темпо. Се поставуваат заштитни огради, осветлување, се асфалтираат нови делови и се градат надвозници и клучки. Иако проектот помина низ огромни проблеми, промени на трасата и сериозно зголемување на трошоците, денес конечно може да се види напредок. Автопатот Кичево-Охрид не е само пат. Тоа е една од најважните врски во Македонија. Пат кој го поврзува Охрид, туристичкиот бисер на државата, со остатокот од земјата. Со новиот автопат, патувањето ќе биде побрзо, побезбедно и многу поудобно. За туристите тоа значи полесен пристап до Охрид. За компаниите, побрз транспорт. За граѓаните, помалку ризик и помалку време поминато на пат. После години критики и сомнежи, сега за првпат многумина веруваат дека овој проект навистина се движи кон завршница. После цела една деценија, Македонија конечно ќе го добие автопатот што толку долго го чекаше.